Беше тоа последната вест, а сега да и посакам добро утро на нашата гостинка, секако и на Сузе. Нашата гостинка во својата редовна веќе рубрика, гостин од Аџибадем Систина, тоа е доктор Демарџиева, педијатар. Добро утро, прво, да. Јас дека кажам се. Еве во насловот веќе може да видат гледачите дека станува збор за Центар за третман на деца со пречки во развој. Да кажам искрено, јас пред 2-3 дена за прв пат видов еден огромен билборд и баш си помислив кога ќе ни дојдат од Систина, повеќе да слушнеме за ова. Добро ви утро на двете и повелете. Добро утро, Искра. И официјално добро утро и добре ни дојдовте за професор доктор Анета Демарџиева, специјалист педијатар од Аџибадем Систина. Ќе проговориме и ќе подсетиме за тоа колку е важно навреме кај малите деца да ги забележиме сите нетипични фази кои ги поминува детето, да побараме поддршка и да видиме дали можеби нашето детенце се соочува со задоцнет развој. Што значи, докторка, задоцнет развој кај дечињата? Развојното доцнење е состојба при која детето нема развојни постигања кои што се типични за хронолошката возраст. Во одредени ситуации тоа може да биде многу дискретно, многу благо развојно доцнење и само едноставна стимулација од околината, од семејството, понекогаш и од специјален едукатор, овозможува комплетно да се надмине проблемот. За жал, понекогаш развојното доцнење може да биде многу посериозно и да бара ангажирање на многу поширок круг на лекари кои што учествуваат во дијагностиката и третманот. Би сакала да напоменам дека децата функционираат, односно развојот на децата е во повеќе сфери, па развојното доцнење може да биде само во една или во неколку сфери. Тоа се грубата и фината моторика, говорот и вербалните вештини на детето, когницијата, потоа социјално-емотивната сфера и во поновата литература се почесто се зборува за самопомош и можноста на детето за одржување. Тука спаѓа можноста на детето да ја одржува личната хигиена, почнувајќи да се облекува, да се храни, така да сферите во кои што може да има заостанување не се ниту малку и многу е сериозно кога се испреплетуваат меѓу себе. Така. Каков е пристапот кон едно детенце кое има форма на одредено развојно доцнење? Пристапот секогаш треба да биде тимски и практично секој од својата субспецијалност да направи проценка на детето. Како и да е, забележувањето е секогаш прво од родителот. Родителот најчесто го компарира своето дете со децата, со постигањата на децата на хронолошката возраст или пак забележува одредени отстапувања врз основа на искуството што го има од претходните деца. Секое такво забележување треба веднаш да го пријави кај својот матичен педијатар, кој е максимално едуциран да може да забележи одредени отстапувања, затоа што сите ние во базичната едукација практично ги учиме развојните принципи кај децата и многу лесно може да забележиме одредени отстапувања. Да. Кога треба ваквото детенце да се испрати на преглед? Веднаш штом ќе се забележат промените, зошто? Затоа што практично првите 3 години од животот на детето се исклучително важни. Тие се клучни не само во актуелниот развој на детето, туку практично отстапувањата во тој период оставаат секвели во целиот подоцнежен живот на детето. Токму затоа, веднаш штом се забележат отстапувањата, треба родителот да алармира и да го посети својот педијатар. Не треба да ги слуша советите на околината, многу често знаат да советуваат и моето дете покасно прозборе, моето дете покасно прооде. Сите ние би сакале да посетата кај педијатарот биде условно кажано за џабе, односно да нема потреба од понатамошна. Најубавите вести, да безгрижно да си отидеме дома, нема родител кој тоа не би го посакал. Апсолутно. И нема лекар кој тоа не го сака. Сите ние сакаме да соопштуваме добри вести на родителите. Како се дефинира нормалниот или типичниот развој на едно детенце наспроти она што не е типично?
Постојат точно определени критериуми кои што се на развојни постигања кои што се типични за една хронолошка возраст. Практично тие груби рамки ние ги стекнуваме или ги учиме уште во текот на специјализацијата. Дека доенчето треба да почне да се смее и да гуга, например, на 2 месеци, да седи на 6 месеци, да оди помеѓу 12 и 18 месеци, да кажува барем 5 збора на 18 месечна возраст, но свесни зборови. На веќе на 2 години детето треба да има 50 до 60 збора, да може тие зборови да ги комбинира во кратки реченици. Земи мене, дојди тука, сакам надвор и така натамо. Значи, рамките практично не постојат крути рамки. Секогаш даваме плюс-минус неколку месеци во однос на развојните постигања. Меѓутоа, доколку детето го надмине таа возраст, например, доколку на 3 години се уште не кажува кратки реченици или нема воопшто говор, навистина се работи за сериозен аларм кој бара адекватна проценка. Така, дали во оваа широка група на деца со развојно доцнење спаѓаат и дечињата со аутизам? Секако. Аутизмот денеска се дефинира како аутистичен спектар, значи практично има огромен број на симптоми кои што се изразени во различен степен. Аутистичното поведение значи секако отстапување или одредено каснење во развојот. Навистина, улогата наша на педиатрите е практично да во тоа аутистично однесување на детето направиме проценка дали можеби постои и одредена медицинска етиологија, затоа што за жал има многу состојби во педиатријата кои даваат одреден степен на развојно доцнење и аутистични знаци. Тука спаѓаат многу невролошки заболувања, тука спаѓаат цела една широка група на метаболопатии, разни сензорни нарушувања, посебно оштетувањата на слухот, генетски синдроми. Значи, многу состојби кои понекогаш со одреден медикаментозен третман во голема мера може да значат надминување на симптомите кои што ги има детето. Сигурно во светот па и кај нас се вршат бројни истражувања на оваа тема. Кои се најчестите причини за појава на вакви отстапки во? Многу се работи во оваа област, навистина многу, затоа што инциденцијата на деца кои што имаат одредени отстапувања во развојот во светот е во многу голем пораст. Многу се работи на генетиката. Денеска живееме во време во кое што навистина медицинската генетика доживува многу голема експанзија. Постојат многу современи методи кои што овозможуваат откривање дури и на суптилни генетски промени. Така да се повеќе се зборува за генетската подлога на овие пореметувања. Покрај генетската подлога, понекогаш може би е подобро да кажеме одредена генетска предиспозиција, затоа што во суштина најчесто развојното доцнење е мултифакторијално. Огромен е бројот на факторите од надворешната околина кои може би го потенцираат генетската подлога која ја има детето. Тука посебно би сакала да истакнам страшната изложеност на децата на сите видови на електронски уреди. Значи не мора гените да се секогаш виновни основни, за... нити пак да се основни. Значи сите видови на електронски помагала, мобилни телефони, таблети, компјутери, постојано седење пред телевизори, гледање на цртани филмови. Практично сите овие електронски уреди го ставаат детето или му овозможуваат на детето да живее во еден имагинарен свет, во свет во кој што нема потреба од комуникација со околината. За жал, процентот, како што рековте, е во огромен пораст, дури и застрашувачки. Ние пред да влеземе во студиото, споменавте дека ако во некое не така далечно минато, едва и 10% од децата се раѓале со одредени отстапки. Денеска тој процент се движи помеѓу 30 и 40. Не, тоа е за за докажаните генетски промени, да. Голем е процентот, во светски рамки голем е процентот. Игра ли улога тука и воздухот кој го дишеме, кој е екстремно загаден?
би шпекулирала да спомнувам такви работи, затоа што многу се работи во светот, многу малку од етиологијата ја познаваме, меѓутоа генерално сите отстапувања во развојот се должат на една цела група на нарушувања, на генетски аномалии или синдроми. Потоа перинатални страдања на детето, односно асфиксија во најраниот период од животот, посебно асфиксија поврзана со породувањето, метаболни нарушувања, било да се вродени или стечени, например една тешка дехидратација кај децата, посебно дехидратација кај која детето губи многу вода, ние ја нарекуваме хипернатремиска, може иреверзибилно да го оштети мозокот. Потоа разни форми на сензорни оштетувања на видот или слухот, исто така може да бидат причина за вакви симптоми. Невролошките заболувања, епилептичните синдроми. И на крај, навистина е многу долга листата на состојби кои може да дадат пореметувања, меѓутоа би сакала да напоменам дека сите хронични заболувања до некаде го нарушуваат развојот на детето, посебно хроничните заболувања кои не се адекватно третирани, социјалната и емотивната депривација во семејството. За жал имаме деца кои што се запоставени или злоставувани се уште, и она што е исто така многу актуелно, сиромаштијата. Во услови на сиромаштија стимулацијата на едно дете никогаш не е адекватна и сето тоа може да услови одредено заоставнување во развојот. Ајде малку да се пофалиме, поточно тоа се факти дека во Аџибадем Систина, во овој најнов специјализиран центар, каде што навистина многу дечиња заедно со своите родители ја бараат вашата стручна помош и поддршка, што се опфаќаат тимовите кои работат со ваквите деца? Нашиот тим го чинат неколку субспецијалисти, имено имаме двајца невролози, педиатриски невролози, тоа се доктор Оливера Лековска и доктор Наталија Ангелкова, кои што се исклучително искусни во пристапот, диагностиката и третманот на дечињата кои што имаат отстапување во развој. Новина е приклучувањето на доктор Камелија Симеонова, која е детски и адолесцентен психијатар и која навистина ни е исклучителна поддршка кај во третманот, во диагностиката и третманот на децата кои што имаат посериозни психијатриски отстапувања, но и на децата со типичен развој кои развиле одредени симптоми кои бараат третман како резултат на немили настани во животот, развод на родители, сериозна физичка или психичка траума, проблеми во училиште и така натаму. Јас работам како развоен педијатар, во третманот клучно место имаат двајца специјални едукатори. Тоа се магистер Сонја Цацанова Јорданова Цацановска, која што е исклучително искусна во дефектолошкиот, логопедскиот и сурдолошкиот третман, и магистер Болентин Зенуни, кој што покрај дефектолошкиот третман работи и со деца кои што имаат слушни амплификатори. Практично комплетирањето на центарот значеше и вклучување на нутриционист, психолог и детски физијатар, така да навистина успеавме да обезбедиме еден тим кој што може да им помогне на децата буквално од сите аспекти на нивните на потребите и отстапувањата кои што ги имаат. Така, и сосем накратко, бидејќи деновиве навистина многу актуелно, слушнавме на сите медиуми дека невакцинираните дечиња нема да бидат примени во градинка доколку не го испочитуваат оној редовен имунолошки календар на вакцините. Каков е вашиот став тука и што мислите колку дополнително, да речеме, во некоја одредена возраст непочитувањето на тој вакцинален календар може да предизвика некакви нарушувања?
апсолутно вакцинацијата е нешто кое што го доведе човештвото во ова ниво во кое што се наоѓа. Срамота е во 21 век да практично деца заболуваат и не дај Боже умираат, како што има случај во моментов во соседните земји од заболувања кои речиси беа комплетно искоренети. Така да апсолутно го поддржувам апелот за вакцинирање на сите деца. На тој начин ќе се заштитат и децата и постарата популација која што исто така е вулнерабилна и исклучително чувствителна на овие сериозни заболувања. И апсолутно уште еднаш би сакала да го нагласам фактот дека нема вакцинирањето, нема никаков удел врз пореметувањето во развојот, она што се ствара светска фама и фама поради која дека родители отстапуваат од вакцинирањето заради предизвикувањето на пречки во развојот. Најголемиот дел од вакцините се практично оние што и ние сме ги примале како деца. Инциденцата на сите овие нарушувања во наше време беше далеку помала од онаа што е денеска. На вистина не смееме, нити ние медицинарите, нити било кој од популацијата да ги поврзува вакцините со развојното доцнење. Така, ви благодарам многу, ова особено беше важно затоа што непрестано има тука дилеми околу ова прашање и многу родители гласно завземаат став комплетно на страна на тоа дека баш на нивното дете им се случило тоа и тоа непосредно после вакцините, но еве убаво е да се слушне сето ова дека не постои никаква поврзаност на вакцината. Најчесто симптомите стануваат евидентни во периодот кога е една од вакцините, како што е вакцината за морбили рубеола паротит, и тогаш практично на тој начин родителите ги поврзуваат, практично го поврзуваат вакцинирањето со појавата на заболувањето. Да. Искра, имаш ли некое прашање евентуално на темата? Мислам дека се си исцрпевте. Да, во секој случај многу успех ви посакувам и честитки секако и за овој центар што го отворивте.